Дали се слушаме? Да. Да. Во ред. Претпоставувам можеме да почнеме. Гледам дека ученици се уште се вклучуваат, така да кој подоцна се вклучи, само ќе ни се придружи. Ќе ви ја споделам таблата, поточно документот. Ќе ми кажете дали се гледа и можеме да започнеме. Само знаете дека треба да ги исклучите микрофоните. За да не се прави и фонија и за да се слушаме убаво оно што го зборуваме. Дали е се во ред, дали гледаме? Деца, барем еден да ми потврди или Да. некој има Да. проблем? Да. Да. Значи можеме да започнеме. Ја читаме првата задача. Значи продолжуваме од оному каде што застанавме претходната недела. Задачата вели над страните АБ и БЦ од рамностраниот триаголник ABC нанадвор се конструирани правоаголни рамнокраки триаголници NAC и BMC со прави агли во темињата А и С соодветно, при што N и B се на различна страна од BC. Да се пресмета аголот MBN. Јас сум нацртала овде еден, поточно 3 триаголници, сум повлекла прави за да не губиме време. Меѓутоа, читајќи ја задачата, нормално дека ќе едно по едно ќе ги означуваме сите работи кои што се дадени. Само овде имам сгрешено, наместо АБ треба да стои АЦ. Значи, над страните АЦ и БЦ, бидејќи обично знаете како се означува триаголник, овде се работи за рамностран триаголник. Ги означуваме темињата А, Б и С и вели над страните АЦ и БЦ од рамностраниот триаголник АБЦ нанадвор се конструирани правоаголни рамнокраки триаголници НАЦ и БМЦ со прави агли во темињата А и С соодветно. Што значи дека НАЦ е над страната АЦ од триаголникот е конструиран триаголникот NAC, што значи дека тоа е овој триаголник и овде ќе го означиме темето N. И над страната BC е конструиран триаголникот BMC, што значи дека овде би го означиле темето N. Сега овде, дури сега, во ред. Само малку. Со прави агли во темињата А и С соодветно, значи овде се правите агли, имаме овде прав агол и во темето С исто така имаме овде прав агол, при што N и B се на различна страна од BC. Пресмета го аголот MBN, значи треба да се пресмета овој агол овде. Не само ќе му ставиме едно кружно лакче, нема да го означуваме сега за сега никако, значи ќе си го бараме, односно ќе го означуваме цело време со овие трите букви. Сега треба да почнеме со делот од каде што ни е дадено во условот на задачата. По означувањето ние всушност имаме дека се работи за рамностран триаголник, бидејќи се работи за рамностран триаголник ABC, тоа значи дека аглите во тој рамностран триаголник се еднакви, а бидејќи збирот на аглите во секој триаголник е 180 степени, тоа значи дека секој од аглите во триаголникот ABC ќе биде еднаков на 180 делено на 3, што е 60 степени. Значи, јас ќе запишам вака, агол, почнувајќи од овде, CAB, ќе биде еднаков на агол ABC
И тоа ќе биде еднаков на агол BCA. И сите тие агли ќе бидат по 60 степени, во заграда ќе запишеме, бидејќи триаголник ABC е рамностран, се извинувам. Рамностран. Значи, тоа ни е дадено во условот на задачата. Понатаму ни е дадено дека триаголниците NAC и триаголник MCB или BMC, кои што се правоаголни триаголници, меѓутоа во исто време се и рамнокраки триаголници. Што значи дека и овде аглите, аголот NAC е исто што и аголот BCM, односно се по 90 степени, меѓутоа бидејќи и се правоаголни и рамнокраки триаголници, тоа значи дека страната NA е еднаква со страната AC, страната MC е еднаква со страната CB, а бидејќи овие две страни се исти, бидејќи се работи за рамностран триаголник, тоа значи дека сите овие 4 страни се исти и со оваа страна. Исто така и тоа ќе го запишеме, значи NA е еднаков на AC, е еднакво на CB, е еднакво на CM и тоа е еднакво на AB. Исто, значи, како што кажеме, бидејќи се триаголниците, триаголник NAC и триаголник BCM се рамнокраки. Овде ја вклучуваме и оваа страна, бидејќи пак триаголникот ABC е рамностран. Понатаму, бидејќи имаме рамнокръг правоаголен триаголник, тоа значи дека доколку ова е прав агол, AC и NA се катети на тој правоаголен триаголник, додека NC е хипотенуза, па страните кои што се исти, бидејќи се работи за рамнокръг триаголник, тоа е NA со AC и овие два агли ќе бидат агли при основата на тој рамнокръг триаголник и ќе бидат еднакви по големина, а бидејќи во секој триаголник збирот на аглите е 180 степени, во правоаголен триаголник збирот на аглите е 90 степени, тоа значи дека ќе ве замолам, ако сте го исклучили микрофонот, да го исклучите, бидејќи се прави веќе фонија, што значи дека агол ANC е еднаков со агол NCA е еднаков на 90 степени делено на 2, односно 45 степени. Истото го воочуваме и во овој триаголник, кој што исто така е рамнокръг, односно овие два агли исто така се по 45 степени, бидејќи се агли при основата на рамнокръг правоаголен триаголник. И ќе го запишеме и тоа. Значи аголот ANC е еднаков на агол NCA е еднаков на агол CBM и тоа е еднаков на агол CMB и тоа е еднакво на 45 степени. Сега, сето оно што ни беше дадено во услов на задачата, ние само го запишевме како податоци, од каде што ги излекуваме оние кои што не ни се дадени во задачата, меѓутоа следуваат од самиот услов на задачата. Понатаму имаме дека триаголникот исто така, триаголникот ABN, го разгледуваме и можеме да кажеме дека и тој триаголник е рамнокръг, бидејќи овие две страни му се еднакви. Значи, ќе запишеме го разгледуваме. Триаголник NAB. Тој е рамнокръг. Па, што ме рамнокръг триаголник, агол
NB е еднаков со агол NBA. Значи, овие се два агли при основата. Ова ни е веќе овде напишано дека страните се еднакви. Меѓутоа, како да ги најдеме тие агли? Значи, од овој триаголник можеме да ја одредиме големината на агол NAB, односно големината на овој агол овде. Големината на тој агол е еднаква на агол NAC плюс агол CAB односно агол NAB е еднаков на аголот NAC е 90 степени, додека аголот CAB е 60 степени, или кога ги собереме овие два агли, добиваме дека аголот NAB е еднаков на 150 степени. Сега, што ми имаме големината на овој агол, ние можеме да ги добиеме аглите при основата на овој рамнокръг триаголник, односно агол ANB и агол NBA, односно, тоа ќе го запишеме вака, агол ANB е еднаков на агол NBA, а тоа го добиваме како 180 минус 150 степени поделено на 2, ова е овде 30, поделено на 2 е еднакво на 15 степени. Сега, зошто ни требаше овој агол овде од 15 степени? Бидејќи ние всушност ја имаме големината на аголот ABM. Тоа е големината од 45 степени плюс овие 65 степени. Значи, тоа ќе го запишеме така. Исто така ја најдовме големината на агол ABN или ANB и како беше NBA, се извинувам, што значи дека ако ја земеме големината на целиот агол минус овој овде помалиот, ќе добиеме големината на аголот што се бара. Сега имаме агол, како што кажавме, ABM е еднаков на агол ABC плюс агол CBM, односно агол ABM е еднаков на агол ABC 60 степени плюс агол CBM е 45 степени, што значи дека ABM е еднакво на 105 степени. Како што кажавме, се бара агол, само да видиме точно како е запишан, MBN во ред. MBN, аголот MBN е еднаков на агол MBA минус овој малиот агол NBA или агол MBN е еднаков на агол MBA го добивме како 105 степени минус агол NBA го добивме како 15 степени, па добиваме дека аголот MBN е еднаков на 90 степени, односно она што се бараше. Дали можеби некој има некое прашање? Јас ќе намалам големината на екранот, за да можете да си ја сликнете задачата. Дали можеби некој има некое прашање, нешто нејасно? Или се е јасно? Во ред? Може да правиме принт скрин? Да, можете да правите принт скрин. Ја завршивме задачата. Ако некој има некое прашање, слободно нека праша.
Ако сме готови, може да продолжиме. Сите ли сликнавме? Да. Да, во ред. Одиме на следната задача. Само би сакала да видам. Моментално сте 32 ученика. Наредната сабота ќе имаме исто така часови, значи ќе почнеме, мислам ќе продолжиме со часовите, тоа ќе ни биде последен час во ова година, 2025, потоа ќе продолжиме, само ќе ви кажеме наредниот час на кој датум точно, односно која сабота ќе продолжиме во јануари. Меѓутоа, наредната сабота ќе почнеме наместо од 10 од 11 часот, тоа сте вие шестоделенци, почнувате наместо од 10 од 11, а пак ќе трае саат и пол, односно во 12 и пол ќе завршиме. Сите кои што сте сега вклучени, запамтете си го тоа и доколку еве имате некој другарче кој што можеби сега не е присутно, а инаку не слуша на часовите, споделете и со него, за да не чека цел час за да почнеме со наставата. Договорено ли? Јас пак ќе повторам пред да завршиме, бидејќи можеби некој малку подоцна ќе се вклучи, меѓутоа еве сега како информација ви ја споделувам, па подоцна пак ќе ја повторим. Сега можеме да продолжиме на следната задача, вели повторно. Геометрија, даден е триаголник ABC, на продолжението на страната AB преку темето А е избрана точка Е, така што АЕ е еднакво на AC. И на продолжението на страната АБ преку темето Б е избрана точка Д, така што БД е еднакво на БЦ. Да се определи аголот ECB, ако аголот ACB е еднаков на 68 степени. Бидејќи е веќе нацртано, јас само би го означила, значи даден ни триаголник ABC, а потоа се продолжуваат страните, и тоа на начин на кој што во продолжението на страната АБ преку темето А, значи наваму е избрана точка Е, на тој начин што страната АЕ е еднаква на страната АЦ. Значи овие две страни не се еднакви, односно овде имаме еден рамнокръг триаголник. Понатаму вели на продолжението на страната АБ, меѓутоа преку темето Б е избрана точка Д, тоа е од оваа страна, така што БД е еднакво на БЦ, значи овие две страни се еднакви. Зошто означуваме овде со две, овде со една цртичка, бидејќи ова е рамнокръг, исто така и ова е рамнокръг триаголник, меѓутоа никаде во податок не ни е дадено дека АЦ е еднаква на БЦ, па затоа тие се две различни страни и затоа ги изделуваме како две различни страни, со тоа што овде ставаме по една цртичка дека овие две страни се еднакви, овде по две цртички дека овие две страни се еднакви, меѓутоа дека овие се различни. Сега треба да се определи аголот ECD. ECD, тоа е овој целиот агол при врвот на триаголникот ECD, значи на неголемиот овде триаголник, при што аголот ACB, тоа е овој триаголник во дадениот, овој агол се извинувам во првичниот даден триаголник, дека е 68 степени. Значи ова е 68 степени. Ние ќе си го запишеме овде. И ќе запишеме дека А е еднакво на АЦ и во исто време БД е еднакво на БЦ. Сега можеме да почнеме со решавање. Дали можеби некој сака да проба, еве? Ви давам така, можеби малку поедноставна, можеби не задача. Дали некој можеби сака да решава нормално, нели со моја помош, доколку има потреба некаде? Не сакате, во ред. Ајде, тогаш ќе почнам јас. Значи, од условот на задачата што ни е дадено, се го запишавме овде, големината на аголот и тоа дека имаме рамнокръги триаголници, односно имаме краци кои што имаат иста должина. Сега, јас ќе почнам од овој триаголник. Ги означуваме, ќе ги означиме, односно аглите, пак ќе запишеме во триаголник
А, Е, С. Имаме агол А, Е, С е еднаков на агол А, С, Е. Како агли при основата на рамнокръг триаголник, и јас ќе ги означам тие агли со алфа. Понатаму го разгледувам овој триаголник. Во триаголник BDC имаме исто така, бидејќи е рамнокръг триаголник, аглите при основата се исто така еднакви, односно аголот BDC е еднаков со аголот BCD, и тоа ќе го, тој агол поточно ќе го означиме со агол бета. Тоа е овој агол овде и тоа е овој агол овде. Сега што понатаму, бидејќи аглите, овие два агли се надворешни за овој агол, поточно се внатрешни агли во овој триаголник, додека овој агол овде е внатрешен агол, во овој меѓутоа надворешен за овој триаголник, ние имаме едно својство кое што во триаголници за агли конкретно кое што се однесува, кое што вели дека секој надворешен агол на даден триаголник е еднаков на збирот од несоодветните внатрешни агли, односно ако го разгледаме овој триаголник ЕАЦ, можеме да кажеме дека овие се два внатрешни агли, несоодветни на овој надворешен агол. Што значи дека овој надворешен агол ќе биде еднаков на збирот од овие два внатрешни агли. Значи, запишуваме аголот BAC е еднаков на алфа плюс алфа, односно аголот BAC е еднаков на 2 алфа во заграда како надворешен агол на триаголник ЕАЦ. На ист начин, аналогно на ова, аголот АБЦ е еднаков на бета плюс бета, односно аголот АБЦ, тоа е овој агол овде, е надворешен агол на триаголникот BDC и при тоа еднаков на збирот од двата несоодветни негови внатрешни агли, а тоа е бета плюс бета, односно 2 бета, пак ќе запишеме во заграда како надворешен агол на триаголникот BDC. Ќе го означиме исто така на цртежот како 2 бета. И сега може од овде, што можеме всушност да извлечеме. Бидејќи го имаме триаголникот ABC, од триаголник ABC можеме да заклучиме дека 2 алфа плюс 2 бета плюс 68 степени е еднаков на 180 степени. Односно, ние знаеме дека збирот на аглите во секој триаголник е еднаков на 180 степени, па тоа можеме да го искористиме како својство и овде. И добиваме дека 2 алфа плюс 2 бета е еднакво на 180 минус 68 степени. Овде двојката можеме да излечеме пред заграда. 2 по алфа плюс бета е еднакво на 180 степени минус 68 е 112 степени, од каде што само алфа плюс бета ќе биде еднакво на 112 степени делено на 2, или јас овде ќе продолжам, алфа плюс бета е еднакво на 56 степени.
Зошто ми требаше тоа алфа плюс бета? Бидејќи ако се навратам назад на цртежот, јас можам да видам дека аголот ECD што се бара е всушност збир на аголот алфа плюс 68 плюс бета. Јас 68 си е дадено, меѓутоа алфа плюс бета само што ги најдов, што значи дека можам да го искористам, односно да запишам, јас вака само ќе го подвечам ова како добиен податок, па ќе запишеме дека аголот кој што се бара, тоа е аголот ECD, е еднаков на алфа плюс 68 плюс бета, односно аголот ECD е еднакво на алфа плюс бета, како што споменавме, 56 плюс 68, односно аголот ECD е еднаков на 56 плюс 68, имаме дека е, овде имаме 4А1, овде имаме 124 степени. Значи, аголот кој што го бараме, има големина од 124 степени. Дали е јасно? Дали може би имаме некое прашање? Да имаме во ред. Можете да направите скриншот, па да продолжиме на следна задача. Дали сме готови, деца? И ве охрабрувам да се јавувате, значи слободно можете да дадете идеја како да ја решиме задачата, може би некој знае да ја реши, може би некој ја решавал веќе задачата, па ќе ни, или нормално ќе ни покаже како тој е и на кој начин. Наставничке, преска рековте дека за една недела другата сабота дека од 11 или од 11:30 ќе почне? Од 11. Другата сабота, тоа е на 27, мислам, само сега да проверам во календарот. Да, 27. Значи, ќе почнеме од 11 часот, ама трае повторно саат и пол имате. Значи, наместо до 11:30 ќе завршиме во 12:30, ама ќе почнеме во 11. Може сега да продолжиме понатаму, напишавме сите? Да. Да, поточно сликнавме сите. Во ред. Ајде да видиме. Овде печатна грешка. Добро. Вака, сега вели за следната задача. Во 3 вреќи има вкупно 32,1 кг јачмен. Во првата вреќа има 20% помалку јачмен отколку во втората, а во третата има 42,5% од количеството јачмен во првата вреќа. Колку јачмен има во секоја вреќа? Дали може би некој сака да се вклучи да решава? Еве да ми помогне на мене. Или пак јас да си решавам? Добро. Наставничке, Молам. јас мислам дека можеме 20% плюс 42% и тогаш да ги најдеме другите проценти и да пробаме да го најдеме одговор. Добро, сега, меѓутоа тие 20% се помалку. На нас ни треба колку јачмен има во секоја вреќа, поврзани се првата со втората и третата со првата.
како ќе го запишеме математички тоа право? Значи, како ќе ги изразиме вреќите една со помош на друга? Прво имаме 3 вреќи. Сите ги означуваме со различни букви, може било кои букви. Како ќе го запишеме збирот на тие 3 вреќи? Бидејќи вели во 3 вреќи има вкупно 32,1 кг јачмен. Значи, ние можеме тоа да го запишеме како штом се 3 вреќи, ако ги означиме со ABC или не знам со X, Y, Z. Ајде еве, А плюс Б плюс С. Имаме збир на 3 вреќи, тоа е 32,1 кг. Значи збирот на сите тие 3 вреќи. Сега, ако првата е А, втората е Б, третата е С. Така сме ги означиле, така и претпоставуваме дека се. Сега, вели во првата вреќа, ако првата вреќа ни е А, еве јас ќе запишам овде во заграда, прва вреќа А, втора Б и трета С. Значи така ги означуваме. Сега вели, во првата вреќа има 20% помалку јачмен отколку во втората вреќа. Како да го запишеме тоа? Ако првата вреќа е А, А еднаква на Б минус 20%. Да, во ред, А еднаква на Б минус... Како ќе го запишеме 20% во дробка? Една петина. Так, или една пет... Или не една петина. Ајде вака, 20 врз 100 ќе го напишеме први. Тоа е во ред дека е една петина, меѓутоа ајде ќе го запишеме прво како 20 врз 100 по Б. Бидејќи, нели, секогаш процентот го означуваме со дробка во која што, нели, именителот треба да биде 100, а потоа ќе ја скратиме. Може ли така? Бидејќи можеби некој ученик еве нема да знае зошто баш една петина. Во наредниот чекор ќе го скратиме тоа, дека е една петина од Б, и тоа ќе биде колку? Кога овој израз ќе го средиме овде? Б минус една петина од Б е колку? Четири петини. Значи, од едно цело, кога ќе одземете една петина, ви остануваат 4 петини, што значи дека овде само, нели, го додаваме Б, бидејќи не знаеме која е вредноста за Б. Значи, А ќе биде еднакво на 4 петини од Б. Ајде да видиме С како ќе го запишеме. Вели, каде беше? Во третата има 42,5% од количеството јачмен во првата вреќа. Процентот пак ќе го запишеме како дробка, ќе биде 42,5 врз 100. Значи, во третата има 42,5% од количеството јачмен во првата вреќа. Односно, од првата вреќа е А, кога бараме дел од целото, го употребуваме знакот множење, така ли беше? Една петина од 100 е една петина по 100. Така и овде го употребуваме тој знак. Сега ги имаме. А ни останува како А прва вреќа. Таа ни е изразена преку Б. С ни е изразено преку А. Сега, дали можеме ние некако сите овие да ги склопиме? 3 имаме равенства. Дали тие 3 равенства можеме да ги склопиме во едно? И како ќе биде најлесно тоа да го направиме? Дали може би, еве, некој има идеја? 4 петини врз Б, 4 петини Б. Добро. Да пишувам? Да. Ајде, решавај со мене. 4 петини Б. Во ред, на местото на А. Плюс Б. Добро. И плюс 42,5 врз 100 по А. Добро. Сега тоа дали можеме некако да го запишеме поинаку?
бидејќи ќе имаме B, B, А јас сакам да ги изедначам променливите сите да бидат исти. Дали можеме на местото на А да го запишеме ова, например? Еве, да речеме вака. С е еднакво на 42,5 врз 100 помножено по, на местото на А ставам 4 петини по Б. Можеме ли така да го запишем? Да. Да, во ред. Сега овој израз тука ќе се потрудиме малку да го средиме. Односно да видиме дали можеме и како можеме нешто да скратиме, за да не добиваме огромен ваков израз. Ајде да видам колку имате вие познавање од дробки, односно како ова би го скратили. Слободно нека се јавува ученик кој што има некаква идеја. Ајде прво да видам вие како ќе го скратите. Наставничке, Молам. нели 4 петини Б плюс Б е еднакво на 9 петини Б? Овде? Ајде прво ова, на нас ни треба прво ова да го средиме. Тоа во ред, подоцна ќе го решиме така. Таму не ни е голем проблемот. Тука сега... Нели може 4 петини да ги сменеме во 20 стотинки? За да може да ги собереме после. Ама тука треба да множиме. Ако зборуваме за овој израз. Ајде вак, сте учели ли кратење? Ви има ли покажувано некој како да скратите две дробки, за да не добивате огромни броеви кога имате вак, еве множење. Например, тука ако множиме ова со ова и ова со ова, ќе добиеме многу поголеми бројки со кои што многу потешко нели ќе се снајдеме во изразите. Имаме множење на две дробки каде што можеме да кратиме броител со именител. Без разлика дали овој броител со овој именител или овој броител со овој именител или вака накрсно. 4 и стотката. Четворката и стотката поточно. Четворката е броител, стотката е именител. Така. Дали се делат со еден ист број? Што мислите вие? Да. Дали четворката? Да. Со кој број се делат? 25. Дали со 25? Четворката не се дели со 25, се дели со Со 4. Стотката се дели со 4, так. Јас предпоставувам резултатот го кажа, па затоа се збуни. Значи се делат со еден ист број, а тој ист број е 4. Кога ќе поделиме четворка со четворка се добива единица, кога ќе ја поделиме стотката со четворка се добива 25. Значи ги скратуваме вредностите, горе единица добиваме, долу 25. Сега, да видиме дали имаме уште некоја можност овде да скратиме нешто и да видиме што е тоа. Прво, користејќи ги нормално. Ајде, слободно. 5 со 5. Кој е 5 со кој е 5? Бидејќи имаме една петка овде, меѓутоа овде имаме број кој што завршува на 5, така ли? Еве, 42,5 е децимален број, секако, меѓутоа завршува на 5. Дали можеме овие двата да ги скратиме, односно да ги поделиме со еден ист број? Ајде да видиме, еве, ќе делиме настрана 42,5 да го поделиме со 5. Молам? Наставничке ќе биде 8,5 врз 25. Так. Не, Значи, еве, јас ќе го во ред, точно е, меѓутоа ќе го поделам настрана за да нели покажеме дека навистина е така. 4 не се дели, 42 делено на 5 е приближно 8, 8 по 5 е 42, 40 се извинувам, 42 минус 40 е 2, спуштаме петка, пишуваме тука заперка, бидејќи спуштаме веќе од децималниот дел на бројот, па 25 делено на 5 е 5, 5 по 5 е 25, што значи дека и овие два можем да ги скратам со 5, овде добивам единица, а тука добивам, како што кажа ученикот, ученикот, не знам кој што се јави, 8,5. Сега добиваме горе 8,5, а долу добиваме 25. И уште можеме ова да го скратиме, ова е по Б. Односно, тука ќе добиеме С е еднакво на
И овде можеме да скратиме уште со 5, бидејќи и овие двата броеви се делат со 5, затоа што завршуваат на петка. Ќе делиме настрана 8,5 поделено на 5. Имаме овде единица, овде петка, остаток 3, спуштаме од петката, пишуваме децимална запирка, 35 делено на 5 е 7, 7 по 5 е 35 и имаме овде остаток 0. Значи, кога ќе ги скратиме со 5, добиваме 1,7 врз 25 делено на 5 е 5 по b. Сега, овде имаме децимален број во делот на дробката, тоа е 1,7, за да не биде децимален и да не работиме со тој, иако може, меѓутоа многу полесно ќе биде доколку се работи нели со цели броеви. Јас ќе ја проширам оваа дробка со 10 и ќе добијам дека се е еднакво на, јас ќе ги избришам овие делењата, бидејќи ќе сметаат овде за да го запишеме резултатот. Тоа ни беше само како дели, она настрана ливче па да си пресметаме. Како што кажавме, ќе ја прошириме дробката со 10, па ќе добиеме 17 врз 50 по b. И оваа вредност овде ќе ја вметнеме на ова место, односно кај местото кај c. На местото на c ќе имаме 17 врз 50 по b. И сето тоа ќе биде 32,1. Сега дали сака некој да решава и да видам вие како би го решиле ова нормално. Дали сака некој да продолжи да решава? Ова е само да ги собереме сите b, равенка со една непозната. Сакаме да решаваме или не? Ајде, НЗС на именителите може множење со 50, бидејќи имаме дробка со именител 5 и 50, НЗС за 5 и 50 е 50. Како ви е поедноставно? Да ги ставите сите под ист именител овие три собирука? Да. Да, во ред. Ајде, НЗС за 5 и за 50 е 50. Дали ги пишувате во една дробна црта или поединечна? Само ми кажете. На една дробна црта сите или поединечна? Поединечно. Поединечно ќе ги пишуваме во ред. 50 делено на 5 е 10 по 4 е 40b. Тука имаме 1b, значи 50 врз 50 по b. И овде ни е именителот веќе 50 е еднакво на 32,1. Сега ги собираме сите овие, значи долу си останува 50, горе имаме 40 плюс 50 е 90, 90 плюс 17 е 107, по b е еднакво на 32,1. И тука ќе имаме 107 по b е еднакво на 32,1 по 50. Ајде некој нека го измножи ова, за да не множиме на страна. (32,1 по 50 е 1605. Има ли потреба да множам настрана? Или знаеме да множиме веќе? Би требало да имаме научен. Знаеме. Знаеме, во ред. Да не губиме време на не, во ред. Понатаму имаме, за да го добиеме b 1605, го делиме со 107 и добиваме дека b е еднакво на 15. Значи, добивме една количина, дека, назад ќе се вратиме, во втората вреќа, тоа е вреќата B, имаме 15 кг. Сега ќе ги одредиме другите вредности. Вредноста, односно количината во првата вреќа А, бидејќи оваа дробка е поедноставна, А е еднакво на 4 петини од B, односно
А е еднаква на 4/5 од вредноста во вреќата Б, тоа е 15. Па имаме, можеме и тука да скратиме, меѓутоа можеме нели и да множиме како сакаме, 60 врз 5, а тоа е еднакво на 12 килограм. И тоа е вредноста на, односно количината во првата вреќа А. Ни останува уште третата вреќа С. Можеме од тука, меѓутоа бидејќи се поголеми броевите, јас би одела на овој начин, 32,1 минус збирот од двете вреќи А и Б, бидејќи знаеме дека сите три заедно се 32,1 кг, па имаме С еднакво на 32,1 минус А е 12, Б го добивме 15, односно 32,1 минус 12 и 15 е 27. Па количината во третата вреќа ќе биде 5,1 кг. И тоа би било решението на целата задача. Значи, ги најдовме количините, односно најдовме колку килограми има во јачмен во секоја вреќа. Дали е јасно, може би некој ќе има некоја прашање или немаме прашање? Во ред, можете да си ја сликнете задачата па да продолжиме на следната. Одиме на следната задача. Повторно имаме дробки. Имаме вака, дополни го магичниот квадрат, прикажан на цртежот, така што збирот на броевите запишени во секој ред, во секоја колона и секоја диагонала е еднаков. Значи имаме квадрат во кој што имаме 4 редици, 4 колони, значи 16 вкупно броеви. Она што ни е дадено се по неколку полиња, кои што се вметнати, значи со вредности, ние треба да ги дополниме сите, така што збирот би бил еднаков во секоја редица, во секоја колона и во секоја диагонала. Ги гледате веќе бројките и она што е дадено и мислам дека можеме да почнеме. Дали може би некој сака да проба да ја реши? Размислете малку. Полињата кои што не ни се дадени, ќе мораме да ги означиме некако со букви, за да можеме нели од некаде да почнеме, односно да видиме која колона со која редица или со некоја диагонала да ги споиме, за да добиеме некоја вредност, па да продолжиме со другите. Јас, додека вие Наставнички, јас имам идеја. Ајде, слушам. Јас прво би сакала да решам колоната, односно диагоналата, каде што имаме дадено 9,1 7,1 и 5,1. Бидејќи таму реално ни се најполни и можеме да решиме одма, бидејќи ни се со исти именители. Добро, меѓутоа како ќе знаеме кој ќе биде? Јас како што те разбар се работи за оваа диагонала. Така. Сега ни фали ова поле овде. Да. Како да го добиеме, бидејќи ние не знаеме колку е збирот на редица, колона или диагонал. Јас би ги собрала сите овие 9,1, 7,1 и 5,1 и би го добила решението таму. Па оттаму би можела да ја решиме и таа долната, долниот ред и исто така горната колона, каде што имаме 4 цели
Добро, Само овде. четврка и 6,2 и каде што имаме доле 10 цели и 1,1 Мгм. Тоа е Ајде. мојата идеја. Во ред, би ги означила по лињата овде кои што не ги знаеме со некои букви или како? Па реално би можела да ги означам со А, Б, С, Д. Ајде, од горе да почнем. Па, може. Ајде, А, Б, С, Д, Е, Ф, Г. Може така? Да. Добро. Ова ми личи на деветка, ќе го избришам, убаво да го напишам. За да не се збуни некој да не мисли дека е 9. Еве вака. Сега велиш ти, овие, точно е тоа, дека најмногу бројчиња, нели, ни се дадени овде, во оваа диагонала, и ни фали само уште ова. Да, само што е. Во ред, тоа би го спојила со кое? Па јас F би го спојила со 10 со G и со 1,1 и со 6,2 4 со А. Добро. Ајде, супер ти е размислувањето, значи овие 4 треба да бидат еднакви со овие 4, така ли? Или со овие? Со долната редица, така те разбирам. Добро. Ајде да запишеме 9,1 плюс 7,1 плюс 5,1 и плюс F. Ќе биде еднакво на, рековме, ова. Така ли? Да. F плюс 10 плюс G плюс 1,1. Во ред. Ајде овие да ги собереме, рековме. Да. Имаме 1/3 плюс 1/3 плюс 1/3 прават едно цело. За да не ги претвараме од мешан број во дробка па да ги собираме, можеме така да работиме. И тоа едно цело ќе го додадеме на целите броеви. Може ли така? Да. И добиваме 1 цело плюс 9 е 10, плюс 7. Колку? Молам следеш ќе 22. Значи вкупно е така. Вкупно е 22. Чекам вие да решавате. Јас знам, меѓутоа нели да ве поттикна малку и вас. 22 плюс F е еднакво на F плюс G ќе го запишам намерно и овие две ќе ги собереме, ќе биде колку? 10 цели плюс 1,1 11,1. Што можеме тука да направиме друго? Имаме ли исти број? Повели слободно. Кој се јави? Има 2F. 2F. Така, можеме ли да ги скратиме? Да. Добро. Нив ги кратиме за да добиеме што? Да, бидејќи ќе се на различна страна. Така, тие се на различна страна, а иако не се броеви, се исти букви, што значи дека можеме слободно да ги поништиме, бидејќи се на различна страна од еднаквото, а со ист знак. И добиваме 22 еднакво на G плюс 11,1. Од тука можеме ли да ја одредиме вредноста за G? На што ќе биде еднакво G? 22 минус 11,1. Така. И колку е тоа? Да. Колку е тоа? 10,2. Така, 10,2. Сега имаме вредност за G. Зошто ни треба таа вредност? Што можеме со неја всушност да откриеме? Можеме да ја откриеме третата колона од напред. Така, односно збирот на
броевите запишени во секој ред, секоја колона и секоја диагонала, бидејќи тоа е еднакво. Значи, ние веќе имаме 1, 2, 3, 4 броеви, сите дадени во една иста колона, што значи дека можеме да откриеме колку е збирот, бидејќи се работи за магичен квадрат. Откако ќе го откриеме тој збир, можеме да откриеме колку е f, бидејќи тој ни фали, ќе ни фали само во оваа, нели, редица. Па понатаму, откако ќе го откриеме f, ќе го откриеме a, например, бидејќи ни фали во ова, ќе го откриеме e, бидејќи ќе ни фали во ова и така натаму. Значи, редоследот не е битен, битно е да ги откриеме сите броеви. Сега јас, за да не се буниме, нели, кој не сме го открили, јас ќе вклучам овде и во друга боја пенкалца и ќе ги заокружуваме броевите кои што веќе ги имаме добиено, односно ги имаме решено. Ајде прво да откриеме колкав е збирот во секоја редица, секоја колона и секоја диагонала. Значи тоа ќе биде 2,2 плюс 7,1 плюс 4,2 и плюс г го добивме како 10,2. Ајде да видиме колку е всушност збирот во секоја редица, колона и диагонала. 2/3 и 1/3 е 3/3, односно 1 цело. И 2/3 и 2/3 е уште 1,1, значи 2 цели и овие две 4 и 7 11 и 4 15 и 10 25 цели и 1/3. Значи тоа ќе биде збир, јас тука ќе запишам вака, збир на секоја редица, вака, коса црта, колона, коса црта, диагонал. Сега можеме да продолжиме да работиме. Од каде да почнеме, например? Бидејќи можеме од било каде. Од каде сакате? Кој број прво да го откриваме? F. Ајде. На што ќе биде еднаков F? Не можеме да го откриеме. Ни фали B и ни фали F. Можеме E во овој случај и можеме F. Ќе биде еднакво на збирот, тоа е 25,1, кога ќе го одземеме од кој збир? Од 10, плюс г го добивме 10,2 и плюс 1,1. Или, аз вака со точка запирка ќе запишам, f е еднакво на 25,1 минус, сега имаме 2/3 и 1/3 ни прават 1 цело, со ова 1,2 цели и уште 20, значи минус 22 цели, што значи дека f ќе биде колку? Колку е f? 3,1. Так, сега ќе го заокружиме и f дека сме го добиле. Па сега одиме со наредниот. Кој да биде нареден број? Што ќе го бараме? А во ред. А ќе биде еднаков на 25,1 минус збирот на овие 3, односно минус 4 плюс 6,2 и плюс f го добивме, рековме 3,1. Односно, а ќе биде еднакво на 25,1 минус 2/3 и 1/3 повторно прават 1 цело, 6 и 3 е 9 и тоа 1,10 и 4 е 14. Колку ќе биде а? Наставничке, Молам. мислам дека кај F е еднакво на 3,2. Зошто? Некаде да не имам сгрешено. Зошто 2/3? Извинете. Слободно во ред и јас може да сгрешам се, тоа нели математиката е таква, можеме во некоја цифра да сгрешиме, во подоцна да ни повлече цело решение, па затоа и јас еве размислувам, меѓутоа
како што гледам, веројатно ти си помислила дека одземаме од целото, го одземаме 1/3, па затоа 2/3. Меѓутоа нели 25,1/3 минус 2, обратното, да, ништо во ред. Сега имаме да се навратиме овде, а еднакво на 25,1/3 минус 14, тоа е 11,1/3. Тоа е вредноста што ја добивме за А. Ја заокружиме сега и А дека ја имаме решено. Ајде да видиме понатаму која вредност да ја решаваме. Б. Б, ајде, Б ќе биде еднакво на 25,1/3 минус вредноста за 11,1/3 плюс 2,2/3 и плюс 9,1/3. Односно, Б ќе биде еднакво на 25,1/3 минус, имаме 2/3 и 1/3 ни прават 3/3, односно 1 цело, со овие 11, 12 и 2, 14 и 9, 23,1/3, што значи дека Б ќе биде еднакво на 2. Го имаме решено и Б. Ајде да видиме понатаму со која вредност ќе продолжиме. Д. Со Д во ред. Меѓутоа, кај Д ни фалат броеви. И вака да го решаваме, ни фали Е, и вака да го решаваме, ни фали С. Можеме да продолжиме, например, или со С, или со Е. Со С. Ајде, бидејќи вака фативме, ќе одиме со С. Ќе биде 25,1/3 минус Б го добивме како 2 плюс 5,1/3 и плюс 10 цели, односно С е еднакво на 25,1/3 минус имаме 10 и 2, 12 и 5, 17 цели и 1/3. Или С е колку? С е 8. Така. Сега можеме да го одредуваме Д. Ајде да видиме Д. 25,1/3 минус збирот на овие 4 плюс С го добивме 8 плюс 7,1/3. Д е еднакво на 25,1/3 минус 4 и 8, 12, 12 и 7, 19,1/3 или Д е еднакво на 6. Мислам дека ни остана само уште Е. Можеме да го решиме, ќе вратам само малку на назад за да го видиме, па ќе можеме да го решиме и од овде, од оваа колона и можеме од оваа редица, всушност можевме и веднаш по одредувањето на збирот да го одредиме, како да одеме, по редицата или по колоната. Ајде, по редицата, да, бидејќи вака ќе гледам што пишувам. Значи, Е ќе биде еднаква на 25,1/3 минус 6,2/3 плюс 5,1/3 и плюс 4,2/3. Е ќе биде еднакво на 25,1/3 минус 2/3 и 1/3 ни прават 1 цело, 6 и 5 11 и тоа е 1,12, 12 и 4 16 цели и 2/3. И од тука можеме да го добиеме како 8,2/3. Значи, ја добивме и вредноста за Е. И мислам дека тука ги имаме, само да вратам на
квадратот, да видиме, да, ги имаме вредностите за сите броеви кои што недостасуваат. Дали има потреба да ги заокружувам овде или? Ајде, со црвено ќе ги заокружиме сите. И првото што го решивме, тоа е вредноста за Г. Еве, можете да си направите скриншот на задачата, па ќе продолжиме со следна. Дали сме готови? Да, во ред. Не. Не? Ајде, враќам веднаш. Направете скриншот или доколку препишувате, еве ќе почекаме малку и одиме на следна задача. Може. Во ред. Да. Ќе морам тука да го зголемам самиот фонт на текстот кој што ми е вметнат. Вака. Вели определи ја цифрата А, така што изразот 19 по 20А, прито 20А е всушност трицифрен број, како што последната цифра е непозната, плюс 2024 по 2025 е деллив со 12. Овде цело време ќе пишуваме, нема да, многу малку можеби ќе го вметнеме пенкалцето, бидејќи повеќе е текст. Значи, треба да се определи цифрата А, така што овој целиот збир да биде деллив со 12. При тоа можеме да приметиме дека имаме два собирока. Во првиот собирок имаме 19 помножен по трицифрен број, во кој што трицифрен број недостасува цифрата А. Тука можеме да заклучиме дека во овој производ, односно можеме веднаш да видиме дека го имаме вклучено бројот 19, кој што всушност е прост број. И тоа треба да го имаме на ум. Понатаму во другиот собирок имаме два броеви кои што се помножени, тоа се односно се запишани како производ 2024 и 2025, кои што нема да ги множиме, туку како такви ќе откриеме дали се делливи или не се делливи со 12. Прво, за да даден број биде деллив со 12, што треба да биде исполнето? Дали некој знае да ми каже?
Како ќе откриеме дека даден број е делив со 12, например, без да го делим? Да, дели со 3 и 4. Така, за да се дели со 12, всушност треба да се дели со 3 и со 4. Сега, дали ги знаеме признаците за деливост со 3 и со 4? Кој број се дели со 3? 3. Да, меѓутоа, само 3 е бројот кој што се дели со 3. 6. 1. Броевите кои што... 1. Како ќе откриеме дали дадем, еве, например, дали 2024 се дели со 3? Без да го делиме, да видиме дали... Збирот на цифрите на станички. Така, збирот на видиме цифрите на дали е бројот да биде делив со 3. А кога даден број се дели со 4? Односно, кој е признакот за деливост со 4? Ако завршува на 0, 0 на 0, 4 на 0, 8 на 1, 2 на 1, 6 и на така. И така натаму, односно двоцифрениот завршеток е делив со 4. Тоа е тоа што го кажа ти. Значи, воопштено, за да не ги редиме сите броеви двоцифрени кои што се делат со 4. Сега ние тоа ќе го запишеме. Значи, еден број или даден број се дели со 12, ако и само ако се дели со 4 и со 3. Сега, даден број се дели со 4, ако неговиот двоцифрен завршеток е делив со 4, тоа е едниот признак, односно признакот за деливост со 4, и даден број се дели со 3, ако збирот на неговите цифри е делив со 3. И ова се признаците кои што ќе ги вклучиме овде. Сега јас ќе почнам прво од производот да видам, бидејќи ако откриеме во збирот дека некој од собироците не се дели со 12, односно не се дели со 3 и со 4 истовремено, тоа значи дека и целиот збир нема да се дели со 12. Па заради таа причина прво ќе одиме со откривање на деливост на производот 2024 по 2025. Значи во производот 2024 по 2025 доволно ни е еден од броевите да биде од множителите. Ајде ќе ги запишеме да не е од броевите, од множителите да биде делив со 12 или еден од множителите да биде делив со 4, а другиот со 3. Сега ние тука ќе ги разгледаме еден по еден, значи 2024 дали се дели со 4 и дали се дели со 3. Што имаме во конкретниот, односно во нашиот случај? 2024 се дели со 4. Така, се дели со 4. А дали се дели со 3? Не. Не. Ајде да видиме, 2025 дали се дели со 3, бидејќи на нас ни фали само тројката. Да. 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 Во ред, значи во конкретниот случај 2024 се дели со 4, а 2025 се дели со 3, па производот на овие два броја се дели со 12. И овде заклучокот е дека тој собирок се дели со 12. Ајде сега да видиме во производот 19 имаме по
Сега тука имаме 20а. Бројот реков, бројот 19 е прост број. Што значи ова? Па тој Тоа значи дека се дели само со 1 или само со 7? така. Значи, тој има само два делители, 1 и 19. Затоа, значи, поради тоа нема да го воопшто вметнуваме и затоа ги испитуваме можностите за 20а. Јас подоцна ќе ставам од озгора цртичка на 20а. Сега да тој да биде делив со 12. Сега како ќе ги испитаме тие, односно како ќе дојдеме до сето она, односно како ќе дојдеме до цифрата А да ја определиме која е. За да биде делив со 4, зборуваме за 20а. Значи, за да тој биде делив со 4, цифрата А може да биде што? Колку може да биде цифрата А за да овој број биде делив со 4? 0, 4 или 8. Бидејќи на тој начин овој број би бил, значи зборуваме за трицифрен број, 200, што се дели со 4, 204, што исто така се дели со 4, или 208, што исто така се дели со 4. Сега во исто време тој треба да биде делив и со 3, а тоа е возможно само кога ќе биде колку? Ако го имаме 200, тој нема да се дели со 3, така, меѓутоа ако А е 4, 2 плюс 0 плюс 4 е 6, што е делив со 3, а 2 плюс 0 плюс 8 е 10, што не се дели со 3. Па, според тоа, хајде ова ќе го напишеме во нов ред, цифрата А е 4, односно она што требаше да се допише. Сега само правилно да го пополниме, бидејќи, како што кажавме, овде треба да ставиме цртички, на другите места мислам дека е се во ред. Да. Дали е јасна задачата? Да. Во ред, можете слободно да правите скриншот и имаме време таман за уште една задача. Само кажете кога ќе се готови да преминеме на следната задача. Готово. Готово. Во ред. Пак да ви повторам, во меѓувреме, додека се снима документот, да ви повторам дека наредната сабота, тоа е на 27, почнуваме во 11 часот. За оние кои што може би се вклучија подоцна, значи ќе почнеме наместо во 10 во 11 часот.
И уште оваа задача и завршуваме, значи вели вака. Ако бројот 1000 го поделиме со некој број, добиваме остаток 8. А ако бројот 900 го поделиме со истиот тој број, добиваме остаток 1. Колку е количникот во првото и во второто делење? Значи, бројот 1000 го делиме со некој број, добиваме остаток 8, а бројот 900, ако го поделиме со истиот тој број, добиваме остаток 1. Колку е количникот во првото и во второто делење? Дали може би некој сака да ни се вклучи за решавање или да пишувам јас? Бидејќи делиме со ист број, значи и во првото и во второто делење, делиме со еден ист број, јас тој број би го запишала како Q. Значи тоа да ни биде бројот со кој што делиме. Сега количникот и во првото и во второто делење си е некој број различен, затоа и ги означам x и y, тоа ќе ни бидат количниците од првиот и од вториот број соодветно. Од првото значи x и y количници од првото и од второто делење. Сега бидејќи вели ако бројот 1000 го поделиме со некој број, добиваме остаток 8, значи тоа можеме да го запишеме на следниот начин. 1000 ќе биде еднакво на x по q и остатокот кој што го добиваме, тоа е 8 за првото делење, додека 900 ќе го запишеме како y по q плюс остаток овде добиваме 1. Значи, на тој начин ќе ги воведеме, односно ќе ги изразиме самите броеви со кои делиме, остатокот исто така го вметнуваме, а во исто време ги вметнуваме и количниците и од првото и од второто делење соодветно, а и бројот со кој што делиме. Сега јас од тука, вака ќе запишам, бидејќи осмицата можам да ја префрлам од другата страна и да одземам, ќе добијам 992, ќе биде еднакво на x по q, а од тука ќе добијам кецот од другата страна кога ќе го префрлам 899 да биде еднакво на y по q. Сега, бидејќи вака имаме и овде имаме две непознати и овде имаме две непознати, овие да се сложуваат, меѓутоа не можеме на ниту еден друг начин да ги добиеме можностите, освен со разложување на прости множители. Значи, овде ќе запишам броевите 992 и 899 ги разложуваме на прости множители. Прво почнуваме со бројот 992. Бидејќи е парен број, нормално е дека ќе се дели со кој број? 2. Со 2, така, не можам да напишам права линија. Во ред. Добро, ајде, кога ќе го поделиме со 2, кој број добиваме тука? 496. Повторно добиваме парен број. Пак го делиме со 2. 496 делено на 2 е 248. Така, пак го делиме со 2. Добиваме 124. Пак го делиме со 2, бидејќи се дели со 2. 62. Така,
Пак со 2 Пак со 2, 31 и со 31. така, тоа е прост број и тука застануваме. И сега ајде да видиме и 899, па тука од десно ќе ги запишам. Прво да почнеме со признаците. Не се дели со 2, не се дели со 5. Дали се дели со 3? 18. Како? Со 2 не се дели бидејќи не завршува на парен број. со 3. Како? Се дели со 3. Дали се дели со 3? Ајде ги собереме цифрите кои се овде во број. Збирот на цифрите е 26, не се дели. Не се дели со 3. Значи не се дели со 3, не се дели со 2, не се дели со 5. Двоцифрениот завршеток е 99, исто така не се дели со 4. Ако собереме цифрите да видиме дали се дели со 9, добивме, како што кажа еден ученик, 26. Значи не се дели ни со 9. И да делиме со 8, исто така не се дели и со 8, што значи дека добиваме, односно воочуваме дека сите овие броеви кои што ги искажавме едноцифрени и сите признаци не го вклучуваат овој број. И сега, вака кога ќе добиете обично, а бидејќи, како што можеме да забележиме овде, ги вклучува, тука имаме еден заеднички делител на овие два броеви, а тоа би било или производот на овие 1, 2, 3, 4, 5 двојки, ама ако е деллив со производот, ќе биде деллив и со 2. Значи, веднаш ќе го вклучиме бројот 31. Како показател ќе не биде ова, како што споменав, бидејќи не се дели со 2, значи ги исклучуваме овие двојките и нивниот производ, туку делиме со 31. Кога ќе го поделиме овој број со 31, добиваме 29, 31 е прост број, 29 е исто така прост број, што значи дека само го делиме со 29 повторно и добиваме единица. Или 992 го запишуваме како 2 по 2 по 2 по 2, тоа е 2 на 5 по 31, или 2 на 5 кога ќе ги измножиме тие двојки е 32 по 31. Од друга страна, 899 го запишуваме како 29 по 31. И тука можеме да воочиме дека, еве јас ќе ги означам вака со црвена боја, заеднички множител ни е 31. Тоа ни е ова овде Q. Па затоа можеме да запишеме дека Q ни е оној заедничкиот множител, тоа е 31, бидејќи 992 ни потекнува од овој запис овде, што значи дека X ќе биде еднаков на 32, останатиот множител, додека Y ќе ни биде еднакво на 29. Значи, ова се бара во самата задача, или кога ќе се навратам наназад, вели колку е количникот во првото и во второто делење, а ние овде количниците од првото и од второто делење ги означивме со X и со Y. Дали е јасно? Да. Да, сликнете си ја и оваа задача и Да. слушуваме. Довидување. 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 Догледам. Догледање. Довидување. Довидување. Гледање, имајте убав ден. Исто и вие, фала. Довидување, имајте убав ден. Благодарам, исто и вие.